Малата невеста, у 5,5. 6 сила, добро, дневникот на Фериде, апсолутно добро, ќе фатам таа тројка. Полат, долина на молците, здраво за убавите девојки, здраво за волците. Како сте и да ве поздравам, да ви посакам добре дојде во најновото издание на сигурно на сетувате, многумина од вас се веќе спремни. Ова издание на Како да ќе се сконцентрираме на тешки ТВ зависности. Правам муабет за, ако сте навлечени на гледање турски серии, не се секирајте, немој да ве навреди овој муабет. Овој муабет го правиме токму затоа што станува збор за модерен феномен. Колку модерен? Модерен, како и самото време. Да ве подсетам, дека во моментов Турција е лидер на таа тема, односно практично Пабло Ескобар, ако правиме муабет за зависност, само ова е ТВ, ова е легално и го викаме Ѓумуш, го викаме Сила, го викаме Долина на волците, го викаме ТВ серијал кој ве врзува за телевизор и кој ви ги вади дзрцките од аспект на концентрација, губење време, нели ред други работи кои ќе ги обработуваме токму во ова издание. Ќе зборуваме за џанкери кои се во ТВ смисла навлечени на турски серии. Значи, јас го зборам ова како појава, како зависност, затоа што го имам прележано филмот. Лично се имам навлечено опасно на ме фати Династија, ме фати Далас, ме фати едни серии кои беа актуелни 80-тите години, тоа беа холивудски мајстори на кујната. Фаќаат на иста финта, во принцип, затоа и можам да ви кажам и да ви помогнам и да ви, ајде да ги класифицирам на повеќе видови, односно степени на зависност. Например, Династија фаќаше многу стихино, многу едноставно, многу наивно. Еднаш ќе пробаш со другарите да гледаш, еднаш ќе се фатиш на само, ќе се погоди некој роден ден, нема да се двоиш на страна, нели? И едно пробување и почнува телевизорот да бара од тебе. Почнува, например, ако поминеш, не знам што, загледаш некој тип од калибар на Блейк Карингтон и те врзува, едноставно хипноза, и почнуваш да ги гледаш сите серии. Така, најчесто се навлекуваат и денес луѓе само во турска продукција. Да ве вратам и да ве подсетам на една леле па Касандра која ми влезе, леле влез, значи само што се бев симнал од Династија, ме закачи Далас, да не зборам за супериорно поучните и екстремно добри социјални проекти од типот на Бошко Буха, од типот на Бољи живот. Ови се оригинални наслови кои што во одредено време правеле зависници па и од вас, од вашите баби и дедовци, тетки, мајки и се таму што ви се шета по фамилија. Како да си помогнем, односно како да ја запознаеш суштината на она што те навлекува, за да полесно, нели, излезеш од тој магичен, го викаат и пеколен круг. Еве неколку начини. Па другарчиња, многу е битно, значи, да ја познаваш суштината на она што си навлечен. Например, гледаш Ѓумуш. Ѓумуш оди по 3 пати на ден, со се репризи, тоа се 6 емитувања. По 35 минути, тоа се 4,5 сати. Тоа е тешко навлекување. Значи, ќе ги поделиме на две категории. Може да се симнувате зимно време и имате симнување од ТВ серии летно време. На почеток, и во зимната, и во летната варијанта, се оди на намалување на бројот на дози. Значи,
Ако дневно сте гледале по 3 серии со по 2 епизоди, тоа се 3 по 2, 8, 9 и пол искачаат, значи дека намалувате не нагло. Најголема грешка е нагло. Престанувате и тука може да не ви исполнувам, да не ви асоцирам, може многу лоши работи да се случат наискрено. Значи, симнувате по 2 епизоди, по 30%. Ако сте гледале 5 дневно, почнувате да гледате една дневно. Сигурно и обавезно ќе ви се јави недостаток на една силна енергија која шета по кичмата, едни ладни препотувања. Ова се симптоми кои ги има секој зависник. Нагли трчања во тоалет, навидум, ви се оди по голема нужда, а врска нема, кога ќе се раскомотите, ништо не се случува, тоа е класична абстиненција. Понекогаш знае малце да ги врти свеста како да ви се подзавртува, некогаш и не мора да биде присатен. Најбитно е да при таквите моменти не паничите. Земете длабоко воздух, правете го ова. Обратно свртени од телевизорот и спуштајте го низ уста. 3 до 4 пати, мислам дека ќе ве стабилизира. Значи, откако сте го стабилизирале физичкиот, телесниот момент, одиме на она абстиненција која ќе се јави како панична енергија во самата психичка поставеност. Значи, може да почнат да ви фалат гласовите на глумците. Тука може и да се запишете, ова се сериозни совети кои се дадени од луѓе кои се паталци. Ако ви фалат вокалните изразби на оние глумци кои се шетаат по серии, директно одите на мајмалце 2 представи во театар. Значи, без размислување, директно си купувате карта, дали е театар Центар, не знам, новиот, тоа е сосема ирелевантно, а доколку сте економски нестабилни и не примате редовни примања и сакате да заштедите, тогаш најдобро е да се упатите кон театарското бифе. Таму најчесто се сите оние гласови кои ги гледате по серии и може гратис да ги слушате, например, си нарачувате кафе и си утепувате едно 5 сати, слушајќи ги самите актери како се подготвуваат, како живеат и во принцип како звучат нивните гласови во живо. Значи, господа, абстиненција или нагло симнување, од она што го викаме ТВ серијска зависност, може да се појави и музичка терапија која многу добро ќе ги изрелаксира оние кои сакаат да направат нешто добро во својот живот, да им раскинат на ТВ новелите, ајде да ги викаме така. Што ми е муабетот? Ако сте навлечени на турски серии, препорачливо и пожелно е на гладно срце пред јадење 3 пати на ден да преслушате Ви текнува на турскиот марш. Приметивте дека стилски е многу битно да и кога се релаксирате, да не биде погрешна музичката терапија. Например, ова да, што го чувме заедно, летот на бумбарот, не ми текне точно како се викаше тој некој ода на радоста, например, е тотално промашување и може да ви оштети некои други сетила. Например, може да престанете да гледате во боја, ако ја слушате одата на радоста наместо турскиот марш. Многу е битно да не ги мешате националните продукции. Например, од турски серии се симнувате со некоја индиска релаксирачка музика. Никако. Никако. Истото се прави и обратно. Например, навлечени сте на Касандра и нагло идете со турци. Не. Значи,
Задржете ги ситуациите, слушајте го инстинктот и многу најбитно или пресудно е да го правите тоа на гладно срце. Значи, да се слуша 3 пати на ден и секогаш кога пиете лек за притисок, за, не знам, оние хронични болести кои си ги имаме сите. Во оваа група на помош би напоменал дека ќе ви се појави вишок на време, нели? Сте гледале 5 сати телевизија и сега не гледате телевизија и некако не е баш најнормално. Пополнете го времето со квалитетни серии кои се од хумористичен карактер. Значи, се што е смешно доаѓа и е добре дојдено. Ќе ви давам предлог. Монти Пајтон. К-15, ама тие малце по-ретро епизодите. Имате Еднооки. У секоја варијанта стои. Добро нацртано, добро изиграно. Имате како не ве враќам директно на корените, на Back to Basics. Македонски народни приказни. Но не ја правете најстандардната грешка. Набавете ги оние верзии со Ѓорги Колозов. Значи строго Ѓорги и тоа ваков некој дизајн мислам дека е тамо го викаме царот и царот носи обично јамболија, нели, како стајлинг, како изразување. Овие поновиве не се баш за симињање, пошто може да ви направат друга белја. Може директно да ве навлечат на гледање вести на CNN, ама тоа не ви го посакувам, ни на најлошиот комшија не му го посакувам ова. Значи, као да не сум го кажал. Само народни македонски приказни, квалитетни хумористични серии, може да бидат и странска продукција, може и Симпсони да ставите Family Guy, ставите Celebrity Deathmatch, ставите малце езотерија, нели, оние вонземјаните, не знам како се викаат, ама Out of Space, фантастично. Слушајте ми го зборот, ќе ви го замени, значи, гледањето телевизија, а нема да ве навлекува на ефтини принципи од типот на турска серија. Ова е сега многу битна работа, бидејќи секој елемент на симнување, одвикнување, скинување, сленговски, оди со мали акции од типот на частење на душата. Во моментов подготвувам традиционално македонско кафе. Има еден мит, деме, како гледаш турски серии, многу е добро да пиеш турско кафе и да си бил таа година у Турска на одмор, пошто деме компатибилен си, врска нема тоа, немој да се фаќате на такви нефраерски, како да кажам, поттикнувачки, тоа се практично ТВ дилерски глупости. Морам да бидам напнат кон нели начинот на изработка и мислам дека ова ги вежба нервите на исконскиот македонец. Ова значи дека треба цело време да си под уплав или рефлекс или стрес мал дека може да ти претече кафето на телевизија, што практично е непотребно, нити тоа не е фраерски, а од друга страна ја ќе го злоупотребам време за да, нели, ви помогнам да се симнете и да ги скокнете оние елементи кои може да ви земаат само време и да ве мачат, да ве малтретираат, а ништо да не се случува. Зборам за оној сега втор етапен скок, сте се одвикнале, нели, од нагло стимнување, од нагло губење или нагло прекинување на гледање на ТВ серии и ви се јавуваат тумбања во емотивна смисла. Нагло ви се почнува да ви се плаче, нагло зевате, нагло во ниедно време само што сте станале од спиење, па ви се спие и легнувате да дремете. Тоа е класична криза. ТВ криза. Девре, што направи Плинов? Дали на попуст ли? Сале, на попуст го земавме? Океј, јави се, пошто ја не се јавам доека сум на телевизија и те молам, донеси ми ново плинско, пошто океј, кафето е готово. Ете, гледате 5 секунди глупирање и одма тргна работата. Што сакам да кажам? Во моментот кога ќе мислите дека сте симнати, дека сте излечен и дека веќе не може да ве фати никој, тогаш сте најранливи. Практично тогаш одат обично рекламите на сериите кои ги гледаме и тие не се случајни. Еве зашто. Многу е битно. Сега ми текна на една многу тажна, жена, луда жена. Една жена остана, видиш, ова се After Effect, ово дамна сум симнат ја од ТВ серии, а сега ме пукна
тажничко, оти тогаш не ги вратија децата, тој отиде во Америка, си ги зема децава, си остана Фериде, ни крива, ни дужна, само да си биде тужна. Значи, флешови, да знаат да зборат сите серии што сме ги поминале, ама нема врска. Значи, еден од добрите и квалитетни алтернативни опции за како да полесно го пребродите периодот на синување од ТВ новелите, ако сте закачени, јас знам дека сте закачени, не може да се толку гледани, а никој да не ги гледа така. Е да се посветите на литература. Со добро традиционално кафе, оди добра книга. Што говорам? Колку е по ретро, само момент да не ми побегне кафео е практично готово. Ќе замолам Сашка асистентката, слободно, невидливо, значи да го удри прво светлото, а после невидливо да се вметне во емисијава и нели да го отстрани джезото. Најчесто се оди на сигурна литература, значи нешто од времето на комунизмот, социјализмот. Зимате Лав Толстој, зимате Ана Каранина, зимате Повели Пила. Немој вака разголена, зима е сепак, плюс ме деконцентрираш, не е убаво, не е интересно. Значи, подготвив нешто, ова е фантастично, па ова практично е буквар, ова е А и З од нашата македонска кирилична азбука. Ова се раскажувањето, односно автобиографски факти од живењето на другарот Тито. Другарот Тито не им бил на сите другар, многу луѓе лажат, но станува збор за неверојатно надарен човек, писател, како да кажам, Алтан. Гледате, и звукот е тежок кој ќе падне, а паѓа. Ајде ќе речеш бравар, глеј. Значи, ти што не беше електричар човеков, може и музика ќе правиш, па тоа хаус времења, 90-ти, кога ќе зацепкаше, да не дискутираме, нели да не се опуштаме. Животни, природа, човек, русин, романтика и она, Каранина, Лав Толстој, и Лав, и русин. Што ми е муабетот? Ова се два класика, ова е мојот избор. Вие комотно може да си одите и на малце поширока лепеза. Имате добра литература од времето на Солунски патрџи. Тоа време исто имало. Мислите, Гоце не гледал ТВ серии? Мислите дека сега се измислени тие турски приказни кои потекнуваат од древни времења? Па ајде да споменам и нека на некои карпи во праисторијата забележани се цртежи со двајца пралуѓе како гледаат, а третиот како им го краде телевизорот и оди во другата пештера да со некои други женки од едно друго племе прави практично како се ТВ оргии и на крај да го поттикнам митот за пирамидите се посигурно и поизвестно е дека се студија тоа, едни големи студија кај што фараонот си правил квиз емисии. Океј, се враќаме во денешно време. Ако не сте многу по читањето или после 2 сата читање, добро би ви дошло малце кислород, општење со луѓе, зголемување на кругот на пријатели. Тоа не се прави само виртуелно, не мора да ви одите на Facebook, јас знам дека секој пензионер одмah ќе рипне сега на својот лаптоп или таблет, што и да е, и ќе стисне лайк на некоја слика на некој современик. Да, тоа е окей. И тоа не е лошо, ама не е ништо инвентивно. Значи, прав ТВ зависник се симнува со вистински методи. Еден од најдобрите начини како да се прошири кругот на познаници е веднаш, ако е вторник, петок, имаш уште еден ден кога не се наплаќа автобус, ама не знам овие за овие, сум сигурен, излегувате од дома и влагате у првиот државен автобус кој ќе дојде. Внатре имате луѓе на ваша возраст. Имате згодни баби кои може би по игра на случај дента сакаат да комуницираат и сакаат да дознаат нешто ново. На крајот на криштата, верувајте ми дека она што го мислите вие за другите и она што сакате да го сокриете, исто да го вртиме сите низ глава. Има многу луѓе кои се возат во автобус сакајќи да побегнат од ТВ зависноста. И вие сте еден од нив. Споделете го тоа. Бидете искрени. Кажете и на најзгодната бабичка во автобусот, ако е во ваш годишен видеокруг, кажете и дека сте биле зависни на таа и таа серија, дека сте се утепале од плачење, дека ви е доста трошење очни канали и течности на таа тема и дека сакате нешто живо во разговор, не? Сакате нешто
вистинско, човечно и сакате да застанува на секоја станица. Автобус, прошете. Зошто не? Дури и одење пешки, дури и движење, пешачење или активно, нели, тоа не баш многу со сила, ама и не баш многу споро, дури тоа е поумно од вечно гледање на и губење време во, нели, екранот, он во вас, вие во него. Веќе влеговме во малце посериозни начини како да се откачите од зависноста гледање ТВ серии. Ако ништо од ова до сега што ви го давав као предлог не успева, одите малце на посериозен чекор, а тоа е редовно ги вадите батериите од вашиот далечински управувач. Пред да ги извадите батериите, да ви покажам една финта. Мене исто, ја од искуство ви го кажам. Мене денес ми е 4ти ден не гледање ТВ серии. Забележете, десната рака малку повеќе вибрира од левата, што е многу нормално. Ова е биолошки процес. Ова е затоа што со десна ги менјам каналите и со десна гледај која правам муабет за мојата омилена серија, видно не реагира исто телото. Затоа што со десна го манипулирам далечинскиот. Следниот чекор е вадење батерии од вашето далечинско управувалиште. Значи, наједноставно, позади сите имаат таква финта, адаптирана, батерии нема, и автоматски, нели, не може да манипулирате со телевизорот. Ако ни ова не ви успева, односно ви се случува, тоа се вика повратничко однесување, односно вие ги вадите батериите, одите до ВЦ, самите не сте ни свесни кога ги ставате назад. Не знам, се легнувате, станувате месечарите и си ги ставате пак назад, тогаш се пристапува кон следниот чекор, односно одиме чекор понатаму. Епа, дечки, нема телевизор, нема навлекување, нема си мињање. Да приложам елементи на доказна постапка, ова тонот го слушате, чека, ова е нежна работа, сега ова не можеме агресивно, само да го дзирнете кадаров. Уште еден. И да, имам човек за фрлање вакви зависнички елементи. Сакам да кажам, ова е крајна фаза на надминување на вашиот проблем. Веќе телевизија воопшто нема да ве мачи. Епа, дечки, јас сум нов човек, скинат, исчистен, олабавен од секаков вид на, нели, зависности, особено ТВ. Да ви ја представам, ова е мојата Верка. Јас ја викам и Гордана понекогаш, станува збор за алоe вера или растение на кое му посветуваш убаво особено внимание. Да се разбереме. Кога, нели, сте оптеретени со многу гледање телевизија, не ги фаќате тие убавите природни елементи кои ги нуди животов. Погледнете го, овој скопски елемент на цвеќе кое ве заштитува, например, од комарци. И сега, нели, кога сте зависник, немате време да ги види шо ми направи кога ветрот ке стивне. Таа серија ме кошта неколку суви непроцветани цветиња. Сакам да кажам дека тимарење на растенија, разменување на добра енергија, нели, подпомагање да секој растение сака љубов, а сака и еден вид на грижа која што не може да функционира ако се занимавате со, нели, зависност од зјапање во телевизија. Автоматски имате поише време, добри сте кон природата, развивате некои нови перформанси од типот на хоби. Да ви препорачам собирање сликици, разгледување или одгледување на растенија, светско првенство, Лига на шампиони, собирање кибритчиња, собирање свирчиња за нова година или од оние што се како аксесуар за славење и изненадување на новогодишни другарчиња. Ви текне врт. Може да собирате такви. Сакам да кажам дека се е до сензибилитетот кој сами ќе си го развиете или нема да го развиете. Му направам малце јужна америчка атмосфера на ова моје убаво цвеќенце и
практично сакам да ви измотивирам и вас. Зашто вие да не бидете на моје место? Зашто да немате најбољи другари од типот на вакви убави зелени, нешто кои кога ќе ги погледнете, еве го враќа со мирис, леле, како удри добро. Чекај малце на кај вас, нека отиде сериозно, ова е жив витамин. Ако може да земете воздух низ звучникот на телевизорот, направете го тоа. Многу е фино кога ќе му помогнете на некое живо нешто да се развива и да живее во љубов. Секако хобито може да биде и малку поинакво или од типот на друштвени игри. Викам шах и предпоставувам дека знаеш дека е мат. Не е битно кој ќе победи. Битно е да сте обкружени во добра атмосфера од пријатели, луѓе кои ве сакаат, растенија кои растат, здрава, убава, природна атмосфера. Ај брат ушедна. Ти части след натура. Да си здрав и жив. На здраве. Дојдовме до еден убав релаксирачки елемент кој се вика спорт, лов и риболов. Неколку правила да фрлам. Значи, овој спорт постои многу долго време. Нема зошто вашиот нервен систем да не биде истретиран убаво на еден ваков начин. Има една финта, под прав агол овде го подпирате лактот и останатото е си чекате. И сега дека чекате, ова се начини како да не ве фаќаат нагли напади од зависноста предизвикана од гледање разни серии. Може да се оди и на музичка линија. Може, например, да си нарачате некој инструмент од типот на, само не нагло, за мова сме разбореле и без претерување. Ако сте за армоника, ќе си земете прво усна армоника и етапно ќе одите кон она фолкерска или рокерска, како вие доживувате, ама од мало кон поголемо. Истото важи и за, например, виолина. Само момент, нешто почне да ми мрда, да, добре. Се почнува од мандолина, па одите на виолина, па на виолончело, па чело и бас, контрабас и така натаму нагоре. Димензиите се веќе ирелевантни. Опа, овде ќе ви се извинам малце, ако има немедна фотографија или слика кај вас на екран, евеа. Тогаш кога најмалце се очекува или кога најмалце се надеваш, чекате, 18 карата, златна рибка од типот исполнувач на желби. Што сакам да кажам? Битно е човек да не прави големи очекувања, за да не се даунирате во кревка линија. Сега сте вие нежни и може многу лесно да се повредите. Јас бев спремен на се. Сакам да кажам, оваа златна рибка е окей. Ама, за секој случај, имам и посилни средства за омаловажување на она што сакате да го уловите. Со една реченица, ви посакувам убав спорт, ако одите во таа насока, или убав музички принцип, ако одите кон инструментално изразување во тој правец на уметност. Се на се, одбегнуваме гледање телевизија. Сме во природен амбиент и во добро друштво. Општо познат факт, дека секоја златна рибка доаѓа во пакет или со атач 3 желби. Одма, значи сум спремен, тоа е добро да си го размислувате и додека ловите рибкава. Мојата прва желба е да добијам куче, за да ми прави друштво и да ја размрда малце енергетската активност. Здраво, дојди ти тука, дојди овде. Јас ви го најавувам, браво. Моето куче, кое што од овој момент па натаму, бидејќи сум антисерија фраер, е од, етапно. Прво мало куче и после одите кон поголеми варијанти. Ви препорачувам и вдомување, например. Овој пес знае да дели, да шерува, зборам за интернет, монтира одлично видеоматеријали, ама тоа не е битно. Битно е и најубавото нешто е што разменува убава емотивна енергија. Кај си, малечка? Гледате, бате. Гледате, тактилно, се гушкате, тоа е живо, разменува енергија и сите се среќни. Златната рибка е се уште активна.
сакам куче, ама сакам и некоја птица. Например, билј, дупла варијанта. Бидејќи системот на функционирање и златни рибки е таков, очекувам, например, сакам две пилиња во кафес, едното ќе се вика билј, другото ќе се вика билј, за кој ќе застанат испомешано да бидат билј у секоја варијанта. Повели. За малце ќе беа летечи билји, они летаат, ама во лимитирана површина од типот на кафес. Здраво бе билј. Еве го, одма се гледа дека едниот билј е малце пожив во однос на другиот билј. Здраво малецки, како сте? Или кучето ги засакува? Кога има добра енергија, проток на добра енергија, кога нема телевизор, тогаш работите сами се местат. Рибката некако ми мрда, желба број 1, желба број 2, желба број 3, да нема гладни луѓе на планетава. Сите манекенки да го имаат мојот Facebook профил, сите животни кои се во заточеништво да се спасат и јапонците да прекинат да ловат китови.